Добар ден. Почнува новото продолжение од Фактор здравје. Ве поздравувам и ве поканувам до крај да бидете со нас во првата рубрика Истражувањата докажаа и представувањето на гостинката и темата денеска во емисијата. Во однос на рубриката Истражувањата докажаа, сакам да нагласам дека денеска во Фактор здравје темата третман на страбизам ќе ја поврземе со неколку информации кои што се достапни на глобалната мрежа. Според статистичките податоци во Соединетите Американски држави, близу 4% од адултното или возрастното население развива ваков офталмолошки проблем. Она што треба да се знае во однос на страбизмот е фактот дека оваа болест во однос на офталмологијата важно е рано да се препознае, дијагностицира и соодветно да се третира. Токму за третманот на страбизмот денеска ќе ја посветиме темата во Фактор здравје, а денешната тема ќе ви ја приближиме во соработка со Систина офталмологија. Во однос на овој центар сакам да нагласам дека Систина офталмологија во однос на контактот ви стои на располагање на двете директни телефонски линии 02 30 97 000 на 070 351 008 на глобалната мрежа www.sistinaoftалмологија.mk и директно во просториите на улицата Скупи број 5А. По оваа најава и оваа прва свежа доза на информации ќе ви ја представам и гостинката со која што и вие во продолжение на Фактор здравје со ваши јавувања ќе можете директно да комуницирате со неа. Подсетувам дека денешната тема третман на страбизам ќе ви ја приближиме преку многу богато научно и клиничко искуство на доктор Викторија Филева-Фотевска, специјалист офталмолог со посебен нагласок и нејзина специјалност би рекол е хирургијата на страбизмот. Доктор Филева-Фотевска, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје и се радувам што првпат сте во емисијата. Какво е чувството пред се? Прекрасно. Добро утро, Илија, и навистина ми е чест и задоволство да бидам дел од вашата емисија. Да, ви благодарам што во име на Систина офталмологија ќе гостувате и ќе нагласам дека ваша специјалност и ваша страст професионална е токму страбизмот. Благодарам што денеска сте во Фактор здравје, а по паузата за реклами ве поканувам до крај да останете со вашата здрава навика. Ви благодарам што сте денеска со Фактор здравје и денешната тема страбизам. Подсетувам дека оваа тема денеска ќе ви ја приближиме преку богатото клиничко и научно искуство на доктор Викторија Филева-Фотевска, специјалист хирург офталмолог. Доктор Филева-Фотевска, она што денеска го зборуваме и ќе го зборуваме секако се аспектите кои што ги имате во вашата клиника каде што работите со нагласок посебен на кабинетот за страбизам, но најпрво да ја дефинираме оваа офталмолошка болест и кои се причините кои што ја детерминираат или придонесуваат за нејзина појава. Илија, страбизам или уште познато како кривогледство представува состојба на бегање, односно отклонување на едното или двете очи од нормалната положба, така што и двете очи не можат да фокусираат еден ист предмет во исто време. Значи, тоа представува моторичка аномалија, моторичко нарушување, бидејќи имаме нарушување во самото движење на очните булбуси или во самата положба на очните булбуси, но она што е многу поважно е дека представува и сензоричко нарушување, односно нарушување на бинокуларниот вид. Кога имаме страбизам, без разлика дали е тоа монокуларен или бинокуларен, настанува нарушување на бинокуларниот вид или губење на 3D. За разлика од кај страбизмот, нормалните очи, кај здравите очи кои што немаат страбизам, двете очи стојат паралелно, право, едно на друго. Во иста линија, што би се рекло. Да, во иста линија, фокусираат еден ист предмет во исто време и движењата на очите се паралелни едно на друго. Така што тука немаме нити нарушување на моториката, моторичко нарушување, ниту па сензорно нарушување. Страбизмот е една од најчестите денеска, во денешницата е една од најчестите причини за појава на амблиопија или во народот уште познато како мрзливо око. Да. Бидејќи кажавте страбизмот и можеби многу луѓе тоа го поврзуваат со детството, односно со најмладата популација, кои се причините и дали тоа би рекол е ексклузивитет или болест само на оние дечиња кои што се новороденчиња е детерминирано со детството и раѓањето. Да, страбизмот е најчесто болест на дечињата и ја опфаќа детската популација, иако може да се јави во било кое животно доба. Етиологијата на страбизмот до ден денес не е во потполност разјаснета и затоа викаме дека тоа представува една мултифакторијална болест, каде што многу фактори може да придонесат за неговото појавување.
Еден од најчестите фактори или најчеста причина за појава на страбизам е наследниот фактор или генетиката. Многу често кај оние дечиња кои што фамилиарно наназад генерации, кај мајка, кај татко, баба, дедо, прабаба, прадедо се појавил страбизам, ризикот дека можеби истиот тој ќе се појави кај детето секако постои и е најчеста да речам причина. Освен генетиката, односно наследниот фактор, втората честа причина за појава на страбизам е постоење на одреден тип на диоптрија, односно кратковидост, најчесто хиперметропија. Тоа се очила задалеку во плюс, со плюс диоптрија. Сега, освен овие две најчести причини за појава на страбизам, тука морам да напоменам и неколку други фактори кои што може да придонесат во неговото појавување. Тоа е одредени конгенитални аномалии, тоа се болести со кои што детето се раѓа или болести кои што се појавуваат уште во интраутериниот развој на самото бебе. Одредени во склоп на одредени синдроми, како што се Дауновиот синдром, исто многу често оди со присуство на страбизам. Вродена катаракта или конгенитална катаракта, вродено перде, особено вроденото перде на едно око, кое што е доста густо, но многу често и самиот страбизам на тоа око каде што се развила катарактата е прв симптом кој што родителите го приметуваат и го носат своето дете на преглед, а самиот доктор ќе забележи, односно ќе дијагностицира дека тоа не е едноставен страбизам, него дека причината за појава на тој страбизам е нешто друго. Значи тоа е само последица на некој начин. Да, тоа е последица, меѓутоа е и многу често прв симптом кој што родителите го забележуваат. Исто така постоењето на одредени вродени тумори на око, во склоп на одредени други автоимуни или други воспалителни процеси, исто така може да биде причина за појава на страбизам. Сега, освен кај дечињата и кај возрастните како причина, и кај возрастните се појавува страбизам, а како причина за појава на страбизам кај возрастните, најчесто се одредени невролошки заболувања. Значи, тоа се заболувања на нервите, кои што пареза или парализа на самите нерви, кои што се одговорни за инервација на мускулите, одредени повреди на глава, кои што ги зафаќаат јадрата во самиот мозок, кои што се одговорни за инервација или развој на самиот нерв, кој што го инервира очниот мускул, повреди кои што директно го оштетуваат самото око или самите очни мускули, и исто така во склоп на одредени автоимуни или ендокринолошки заболувања, најчесто кај заболувања на тироидната жлезда може да се јават. Каква е патогенезата или развојот на ова заболување и каква клиничка манифестација даваат? И во крајна линија, ако зборуваме за дечињата каде што е најприсутен страбизмот, дали родителите и кога може да забележат одреден проблем или одредено некое абнормално однесување на двете очи? Симптомите на страбизам се многу бројни и многу е важно да се каже дека не се константни. Тоа зависи каков тип на страбизам се развива или ќе постои кај одредено детенце. Морам да напоменам дека статистички гледано 3 до 5% од детската популација од предшколска возраст пати од страбизам. Што не е процент да се занемари, и тоа навистина не е мала бројка. Од симптомите кои што можам да ги потенцирам, тоа се две очи кои што не изгледа дека стојат право едно на друго во исто време. Две очи кои што не се движат едно со друго паралелно или кога едното око не ги следи движењата на другото око. Одредени замижувања, поплаки дека светлина смета, особено ако имаме страбизам на едно око, најчесто родителите ми кажуваат кога излегуваме надвор на сонце го замижува едното око, тоа е најчесто окото кое што е страбично. Заземање на одредена принудна положба на глава, значи наведнување на глава кон едно или друго рамо или вртење на лицето кон десно или кон лево, со што детенцето со заземање на ваква принудна положба успева да си го анулира страбизмот и да го компензира, бидејќи во таквата принудна положба постигнува правилна положба на самите очи и најдобро успева да фокусира и да гледа. Исто така, овие симптоми може да бидат константни, доколку имаме некаков страбизам кој што е, да речам, конгенитален вроден, кој што се приметува веднаш по раѓањето и е со многу, го карактеризира многу голем агол на кривење, очите најчесто се фиксно во носот. Но исто така морам да кажам дека овие симптоми може да се појавуваат само во одредено време во текот на денот.
Например, кога детенцето е болно, кога е поспано, кога детето е вознемирено, кога се е занесено или daydreaming, уште познато, и тогаш родителите го приметуваат, меѓутоа многу кратко траат овие симптоми и детенцето успева после одредено време да тоа го компензира и симптомот да се изгуби. Секој новороденче кога ќе се роди е нормално да, бидејќи се уште не е развиен добровидот и фокусот и бинокуларниот вид почнува да се развива по раѓањето па натака во текот на првата година од животот, дозволено и нормално е дека едно новороденче забележиме одредено шетање на очињата или неможност за фокусирање. Тој тип на страбизам не е патолошки и најчесто се смирува и се стабилизира со воспоставувањето на добра видна функција и во текот на првата година од животот. Секој оној страбизам и сите симптоми на страбизам кои што остануваат и се перзистентни после првата година од животот бараат офталмолошка евалуација. Значи зборуваме за патолошка состојба веќе, не е нормална. Можеби не е тоа стрикно патолошка, меѓутоа секој страбизам кој што перзистира после првата година треба да биде евалуиран од страна на офталмолог, за да може соодветно, доколку постои права дијагноза на страбизам, соодветно да се истретира. Да, или ако не е такво нешто да се исклучи. Да се исклучи, така е, да Сигурно. се исклучи постоење на било какво нарушување на окото или постоење на било каква друга болест на самото око. Да, веќе имаме интерес од некого на линија да постави прашање денеска во Фактор здравје. Добар ден, дали ме слушате? Ало, зборувајте, добар ден. Доколку не ме слушате, ве поканувам повторно на 6091925, односно 6091924 да поставите прашање во контекст на денешната тема страбизам. Уште еден обид еве, добар ден. Ало, зборувајте, добар ден уште еднаш. Ало. Да, господине, ве слушаме, добро дојдовте во емисијата, како сте и кое е вашето прашање? Добар ден. Добар ден уште еднаш, дали сега ме слушате? Вака сега ние имаме девојче од 7,5 години. Во ред? 7,5 години. Сега приметивме некаде пред 3-4 месеци десното око дека малку како да и забегува. Ја однесовме на очно. Девојчето погоди тоа што требаше букви, бројки, се мали, големи. Погоди тоа со боите, све што требаше, бројките, буквите. И ни рекоја за 3-4 месеци да одиме, да иставаме прво капки, 5 дена пред да одиме на контролата и да се прошири зеницата, па за диоптер нешто. Сега, значи ова се примети последниве 3-4 месеци. Пред тоа нормално си беше девојчето. Сега докторката што да не, или да одиме кај неа на преглед, да видиме или да продолжиме кај што сме биле. Барате совет. Многу убав ден. Ви благодарам и вам ви посакувам убав ден, господине. Кој е вашиот коментар и совет? Одлично е прашањето. Токму она што зборувавме за причините за појава на страбизам, доколку се многу често една од најчестите форми на страбизам се појавува малце покасно во животот, односно измеѓу третата и четвртата година, доколку се работи за некаква езотропија, тоа е кривење на око кон носот, или покасно во животот 6-7 годинки, како што е случајот кај нашето пациентче, кога може да биде поврзано со одреден тип на диоптрија или миопија, тоа е диоптрија во минус. Она што е многу важно е да се направи детален офталмолошки преглед. Прво да се види дали тој страбизам е поврзан со одреден тип на диоптрија и за тоа биле препорачани и капки. Со помош на капките се прави блок на очните мускули и може да се одреди точната диоптрија и дали постои некаков тип на диоптрија. И доколку постои, треба да се дадат соодветни очила, бидејќи ако и она што погодила се е добро на бројчињата на таблата, тоа значи дека нема амблиопија, доколку соодветно прочитала и со двете очи поединечно. Ако не постои амблиопија, може да постои одреден тип на диоптрија, која што, кога би се ординирале и се стават на очари, можеби ќе го излечи страбизмот и ќе успее со очилата да се фокусира.
Исто така, капките се многу важни за да може да се одреди дали окото е во целина здраво и да не има некаква задна причина за појава на тоа повремено шетање на едното окце во одреден смер. Моите врати се секогаш отворени и добродојдени се за моето мислење доколку се заинтересирани. Да подсетам дека Систина офталмологија за бесплатна консултација или евентуално закажување прегледи ви стои на двете директни телефонски линии 070 351 008 и 02 30 97 000. Подсетувам дека доктор Викторија Филева Фотевска, специјалист офталмолог, е денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. И пред паузата за реклами уште сакам да ве прашам, кога веќе ја споменавте клиничката слика или најмалиот сомнеш, претпоставувам родителите дека треба да побараат помош во однос на тоа да се отстрани, односно елиминира евентуалниот проблем или да се потврди доколку тој постои и соодветно се реагира. Така е. И затоа и ние офталмолозите секогаш апелираме дека сите дечиња без разлика дали родителите приметуваат некакво пореметување или некакво проблем со видот кај нивното детенце да го донесат на офталмолошки преглед на 3 годишна возраст, а не постои прерана возраст за своето дете да го однесат на офталмолог. Да. Значи не постои премала возраст за едно детенце да дојде кај својот офталмолог. Секој сомнеш кој што родителите го имаат, подобро е да го офталмологот разјасни и да каже се е во ред со вашето дете, ова е се во границите на нормала. Така и родителите ќе бидат посмирени и доколку постои некаков проблем, онда навремено би се дијагностицирал и се преминува кон навремено третирање за соодветниот проблем. Сигурно, за да не остави проблеми понатаму во животот. Секако, ви да. благодарам за овој прв дел од разговорот. Следува втората пауза за реклами, пауза по која што ќе ја продолжиме денешната тема страбизам и секако со големо нетрпение и љубопитност ги очекуваме и вашите јавувања во продолжение. Добро дојдовте во вториот дел од Факторот здравје на 60919225 и 60919224 и натаму сте добро дојдени со вашите јавувања и вашите прашања во однос на денешната тема страбизам, а тие можете да ги упатите и одговор секако да добиете од доктор Викторија Филева Фотевска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Подсетувам дека оваа институција ви стои на располагање директно во просториите на улицата Скупи, број 5Б во Скопје, како и на двете директни телефонски линии 070 351 008, 02 30 97 000 и на глобалната мрежа sistinaoftalmologia.mk. Она за што сакам да дадеме акцент и за кое што ќе продолжиме е всушност дијагностиката и откривањето на страбизмот, кои се алатките и методите со кои што тоа го правите во кабинетот за страбизам и кои понатаму се модалитетите на третман за кои што подоцна ќе зборуваме. Во Систина офталмологија постои кабинет за страбизам, каде што се обавуваат секојдневно прегледи на детските очи и конкретно прегледи за страбизам. Самиот преглед е прво безболен, да кажам, дека детенцето нема да почувствува никаква болка. Трае отприлика 2 часа. Тоа е причина за тоа е заради капењето на капки и деталниот увид и можноста да се прегледа и да се добие целосен увид на состојбата на целото око. Она што е многу важно да напоменаме дека во Систина офталмологија се практицира индивидуализирана медицина, значи индивидуален пристап кон секое дете поединечно. Тоа значи дека прегледот е адаптиран во зависност од возраста на самото пациентче. Кога зборуваме за одредена дијагноза и преглед за страбизам, најпрво се почнува со одредување на видната функција, односно одредување на видната острина за секое око поединечно, доколку дозволува значи возраста на самото детенце. Кај бебињата и кај оние дечиња кои што се уште не зборуваат, не можат да кажат на оптотипите што гледаат, се видот го одредуваме со помош на одредени таблици за преференцијално гледање, тоа се оние црно-бели, сигурно сте ги сретнале вака во секојдневното живење, или одредени форми, бои, кои што се многу јаки, и ги покажуваме на самото бебенце и следиме дали тоа со својот поглед ги следи таквите предмети и таквите бои. Доколку се работи за дечиња над 3 годишна возраст, тие веќе почнуваат да соработуваат. Постојат детски оптотипи, тоа се оптотипи кои што има на нив сликички,
и најчесто ги користиме звездичка, кола, куќа, тоа се фигури кои што со кои што дечињата се веќе запознаени. Се одредува видот на едното и на другото око и со двете очи заедно. Потоа се пристапува кон одредување дали постои одреден тип на страбизам. Кај дечињата кои што соработуваат добро, постојат одредени таблици за одредување на бинокуларен вид, тоа е ова што гледаме на сликата. Тоа се викаат ланг таблици и овие таблици ни служат за да одредиме дали постои 3D слика. Тоа значи дали детето успева да фокусира со двете очи во исто време. Или дали гледа во просторот поедноставно, ако се согласите. Да, тоа е дел од бинокуларниот вид кој што му дава сенс за трета димензија, за длабочина. Тоа е всушност 3D слика. Се прегледува движењето на самите очи, дали двете очиња се движат во исти правец во исто време и дали едното око го следи движењето на другото или пак имаме некакво заостанување во самиот мотилитет на очните булбуси. Откако ќе го прегледаме Отоа ќе завршиме со овој дел и доколку детето може да се стави доволно големо за да се снима компјутерски, може да го снимиме на компјутер за одредена диоптрија, значи рефракција. И доколку постои, пробуваме со корекциони стакленца да видиме дали имаме подобрување во видот на едното или на двете очи. Потоа следува оној најнепријатен дел од прегледот, тоа е капењето на капки. Капките служат Она што е многу важно и сакам да родителите да го разберат е дека дечињата имаат многу голема способност за акомодирање. Кај малите деца очните мускули работат многу јако и способноста за акомодирање е многу јака. Тоа значи дека може да скријат одреден тип на диоптрија кој што во суштина постои. Да. Така што со помош на тие капки ние правиме блок на очните мускули, ја нарушуваме, односно ја стопираме, блокираме акомодацијата и на тој начин одредена скриена диоптрија ние можеме да ја дијагностицираме. Излегува на површина на некој начин, излегува на површина. Видлива е. Капките се капат 2 пати на 10 минути, значи прво се капе една капка, после 10 минути треба да се стави уште една капка и после второто капење треба да поминат најмалку 20 на минути за да дејството на капките изфункционира добро. Откако ќе имаме добра мидријаза и циклоплегија, уште еднаш кога одредуваме диоптрија, тоа е барање на онаа скриена диоптрија со помош на ретиноскоп. На оваа слика, ова бебенце е многу мало, па еве како се прави ретиноскоп, се одредува диоптрија и доколку и освен што ќе одредиме некаква скриена диоптрија, мидријазата ни овозможува добар пристап на позадината на окото, значи нервот, крвните садови и ретината, односно неуросензоричкиот дел од окото со кој што ние во суштина и гледаме. Да. И ако сето тоа се заврши добро, кажуваме дека детето нема никаков проблем, прегледот завршува. Да. Доколку се дијагностицира одреден... После тие хипотетички 2 часа, нели рековте, да, толку трае. Да, после хипотетички 2 часа, некогаш помалку, некогаш повеќе. Сепак индивидуален е пристапот и соработката на детето е различна. Да. Доколку тоа се потврди, се извинувам што ве прекинав или веќе страбизмот го откриете и го дијагностицирате при тој преглед, што понатаму како модалитети на третман и кога всушност почнува третманот на страбизмот? Третманот на страбизмот почнува веднаш откако ќе го завршиме прегледот. Во зависност од каков тип на страбизам сме дијагностицирале за време на тој преглед, така ќе се насочиме и кон третманот. Повторно ќе кажам, индивидуално секој страбизам е различен кај секое дете. Да. И пристапот кон третманот ќе биде различен. Ако се работи за страбизам кој што е фиксен, вроден, тој се препознава веднаш по раѓањето, ако има многу голем агол на кривење и ако мислиме дека со конзервативните методи на третман нема да успееме да го излечиме страбизмот, може да се направи и оперативен третман дури и во рана возраст, пред втората година од животот, околу втората година од животот. Овие почестите страбизми кои што ги среќаваме после третата, четвртата година од животот, кај нив се пристапува најпрво со конзервативен третман. Што тоа значи? Ако има одреден тип на диоптрија или ако најдеме одреден тип на диоптрија, најпрво се даваат наочари со соодветниот тип на диоптрија. Потоа детето го викаме детето на контрола после 6 недели од ординирањето на очилата за да провериме да видиме дали постои некаква амблиопија или слабовидност. Амблиопијата е нешто кое што за среќа е реверзибилно. Значи може да се истретира доколку навремено се дијагностицира и во текот на детството од втората, третата година до животот па натака може да се излечи, односно ако едно окце го дијагностицираме дека е амблиопно, дека малце заостанува во развојот во однос на ова другото око и тоа е она око кое што најчесто се криви,
пристапуваме кон соодветен третман. Третманот на амблиопија е со оклузивни вежби. Ако може режија сликата да ни ја пуштат со детенцето со очила со покриено, да. Може да зборувате, ќе се појави, да. Ова е оклузивни вежби. Постојат вакви печови кои што може да се стават на самите наочарчиња или уште поефективен начин е кога со лепенка ќе се залепи лепенката директно на окото кое што е здраво. За да во меѓувреме го форсираме, додека здравото око е залепено, се форсира ова другото око кое што е слабовидно и се форсира неговото развивање на видот на тоа око. Времетраењето на оклузивните вежби во текот на денот, зависно колку часа во текот на денот здравото око ќе биде затворено, зависи и од возраста на самото пациентче и од длабочината на самата амблиопија. Значи, од 2 часа во текот на денот да се затвори здравото око, па нагоре до 4 часа, до 6 часа, па дури и кај некаква голема длабока амблиопија, препорачуваме и по цел ден здравото око да биде затворено. Секој дневно тоа се практикува. И додека окото е затворено, со окото кое што е слабовидно, им кажуваме на родителите дома во домашни услови да детето црта, пишува, прави активности кои што оно сака да ги работи. Да гледа телевизија, мобилен може. Во граници, нели? Во граници на дозволеното, да. Таблети мобилни, тоа се неизбежни делови сега од живеењето. Не ги забранувам лично, меѓутоа мора да има некаков лимит. Меѓутоа се да оди во прилог на тоа да детето соработува и да успее 2 часа најмате да го држи здравото око затворено, како би се постигнал добар ефект од самата оклузивна вежба. Да. И да бидам конкретен пред следното јавување, повторно се извинам што ве прекинувам, какви се резултатите и искуствата со овој тип на практикување и стимулирање на она што е амблиопно око? Резултатите се одлични. Многу посветеност бара третманот на амблиопија. Значи, посветеност од самото детенце, посветеност од родителите и посветеност од офталмологот. Сигурно. И често се гледаме се со цел да не наштетиме со самата оклузија на здравото око, што нема да се случи никогаш, и го следиме развојот на видот на ова око кое што е слабо. Слабо. И како се подобрува видот на амблиопното око, така ги редуцираме и часовите на оклузија на здравото око. Да. Имаме јавување, добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. До емисијата, поздрав до докторката и до вашите гледачи. Да. Едно прашање имам до докторката. Имам внука 4 годишна возраст е. Белката на окото, вродена мана е тоа. Има точки некои темни. Она нормално гледа све, нема никаков проблем со видот, меѓутоа нас не загрижува, точките не се шират. Така си остануваат. Дали има потреба да се обративме кај една докторка, ваша колешка, ни кажа дека тешко е, дека тоа ќе продолжи да си нема шанси да се изчисти на окото плеката. Тие точки што велите, да. Добро, благодарам. Ме интересира дали може тоа последици некој да сноси со годините, да речеме, со возрастот. Да, ви благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден и до вас. Дали ме слушате? Доколку не, да, ве слушаме, господине. Добар ден. Вашето прашање го очекуваме, слободно поставете го. Моето прашање е до докторката, детството му ми магли во возење. Добро. И сакаме на консултација да ми кажат, бидејќи јас имам, мама во возење не ги употребуваме, ми се само за читање. Дали има нешто понатаму или треба нешто друго да се предпредава, некои мерки? Благодарам и за вашиот интерес. Сакате на господјата прво или господинот? Да. Што препорачувате? Да се успокои господјата дека најчесто се работи за појава на ние ги викаме склерални невуси, тоа се како бемки кои што ги гледаме на белката, како црни точки, многу мали ситни околу самиот ирис, и тоа најчесто е нешто што не е патологија, него е нешто што нормално го гледаме зависно од дебелината на самата склера. Белката има неколку слоеви и доколку е потенка самата склера, тоа ќе до просијавање на увеата која што е оној пигментниот дел на окото. И тоа се манифестира како мали црни точки кои што ги гледаме на белката. Сепак,
препорачувам да се направи добар офталмолошки преглед со ширење на зеници, да се прегледа позадината на окото со цел да се исклучи, не дај Боже, постоење на нешто друго кое што многу ретко може да се пројави со таква симптоматологија. Се додека окото кај девојчето е здраво, се додека видот добро се развива, Не е нарушен, како не е што нарушен рече, видот, се да. додека не постои некакво органско нарушување, нема зашто да се И грижат. само совет за господинот што спомена. Заматување на око во возење, ако до сега господинот не носи некакви очила и нема некаква диоптрија, значи најпрво треба да се одреди диоптрија она скриена, што ја се викам, со капењето на капки. И ако се најде дека не постои некаква диоптрија, заматувањето може да биде како резултат на нарушување на солзниот филм, губење на квалитетот на солзи, суво око, зависно од што се занимава, каква професија работи господинот, колку време поминува пред монитор, пред компјутер, или евентуално, зависно од возраста, не знам, вакво заматување може да даде и појава и почеток на катаракта или пердеа. Да. И за крај, не помалку важно е и третманот кој што постои како модалитет, тоа е хирургијата за решавање на проблемот со страбизмот, кои се аспектите, кога е таа индицирана и дали со оваа мерка или со оваа метода на третман се зафатени и се препорачува и кај возрастните лица, кои што, како што споменавте, исто така се подложни на оваа диагноза, односно на страбизам. Хируршкиот третман на страбизам настапува во оној период или во онаа фаза од третирањето на страбизмот, кога се исцрпени сите конзервативни мерки за негово третирање. Значи, кај оној страбизам кај кој што е целосно зависен од диоптрија, акомодативниот страбизам, тој се третира само со давање на добра диоптрија. И тогаш очињата ќе се исправуваат и таквиот страбизам не се оперира. Оној страбизам кој што делумно се поправа со наочарите, а делумно не се поправа, се уште постои одредено кривење, и кај кој што овие оклузивни вежби, амблиопија сме излечиле, била амблиопија па сме ја подобриле и се уште постои кривење, се пристапува кон хируршки третман. Целта на хируршкиот третман на страбизам е да се воспостави добра положба, значи правилна и добра положба на самите очи, и не само естетски да тоа се реши, туку и сензорно да успееме да го вратиме губењето на бинокуларниот вид, што е сензоричката аномалија. Да. Дали ова техничка постапка, односно операција која што е едноставна, дали има некоја посебна подготовка, како се изведува? Ниедна операција не е едноставна, Илија. Меѓутоа, самата операција но го решава проблемот, го решава сигурно, проблемот, да, го решава проблемот и се изведува во општа анестезија, не боли и се работи конзервативно, значи се работи на самите очни мускули и зависно од колкаво е кривењето или колкав агол на кривење сме нашле за време на диагностицирањето, толку ние ќе треба да ги оперираме самите очни мускули за да успееме да го доведеме окото од крива во права положба. Односно да се затегнат, односно олабават. Да се олабават, значи да се ослаби овој мускул кој што повеќе влече, така што се откинува од неговата природна инсерција и се поставува малце поназад, или да се зајакне овој мускул кој што е слаб, така што ќе се одсече дел од самиот мускул и со тоа и функцијата на мускулот да влече повеќе се потенцира. Да. Така што од крива положба окото заедно со другото око се доведува во една нормална паралелна положба. Да, и односно сакам уште да ве прашам дали постоперативно веднаш е видлив резултатот, односно очите се во иста линија. Да, постоперативно уште првиот ден ние првата контрола после операција, иначе самата операција нема еднодневна хирургија, пациентот си оди дома. И утре дента на првиот преглед го гледаме првичниот резултат. Она што е многу важно е дека финалниот, односно крајниот резултат од операцијата на страбизам го гледаме малце покасно, после 4 до 6 месеци од првата операција. Сега постои можност да биде потребна и втора интервенција, односно втора операција на страбизам, а тоа ќе зависи од големината на самото кривење. Значи, доколку се работи за големи агли од типот на повеќе од 40 призми диоптри, кривење 50, па дури до 90 призми диоптри, тогаш уште од старт на родителите им се објаснува дека ќе треба да се направи уште една интервенција понатака од како ќе ја направиме првата. Да, и она што последно сакам да ве прашам, секако е советите во однос на контролите секако се подразбираат, но дали лицата кои што го решиле проблемот оперативно на страбизмот нормално функционираат и немаат никакви последици во однос на видот во текот на животот понатаму? Последици по видот од операција на страбизам не постојат, бидејќи не се оперира, безбедна е процедурата, бидејќи не при самата операција не се допираат, односно не ги оперираме деловите од окото со кои што ние гледаме. Тоа е надворешна операција, се оперираат само очните мускули. Така што кога еднаш кога ќе завршиме со операција и сме го излечиле страбизмот,
естетски тоа изгледа добро, положбата на очите изгледа перфектно, тогаш контролите после операција, ние првиот ден, една недела после операција, месец дена после операција и понатака контролите се поретки и поретки. И тогаш ќе стигнеме до одредена фаза кога би се гледале еднашка годишно, чисто за да тоа го следиме, бидејќи пак е тоа оперирано пациентче кое што бара понатамошен надзор. Сигурно, рутински кој што треба да се следи. Рутински надзор. Да, ви благодарам за гостувањето, за можноста да ве представиме денеска во Фактор здравје и секако да имате уште многу успешно оперирани и стретирани, како што рековте, пациентчиња. Ви благодарам на поканата. Да. Ми беше задоволство, поздрав до колегите во Сестина офталмологија, а подсетувам дека доктор Викторија Филева Фотевска, специјалист офталмолог, беше денешна ваша и моја гостинка. Имајте убав ден и се гледаме веќе утре во 9 часот и 15 минути. Пријатно.